За СДСМ се прифатливи идеите на Силјановска за одблокирање на евроинтегративниот процес, вклучително и таа преку нов протокол да се гарантира дека работата на историчарите од комисијата нема да представува услов за членство. Една од идеите е Европскиот парламент да донесе некако факт за состојбите меѓу нас и Бугарија, а доколку тоа не се случи, решение да се бара преку Советот на ЕУ. Венко Филипче, кој е председател на Националниот совет за евроинтеграција, жали што понудата за повторна лидерска средба му беше веднаш одбиена, затоа што смета дека за овие теми треба сите заедно да седнат и да поразговараат. Една од неговите идеи пак е и таа во работата на историската комисија да се вклучат странски експерти. Се што значи подобрување на нашата преговарачка позиција или се што значи откочување на нашиот евроинтегративен пат, јас лично и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го поддржува. Да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуство во своите земји на таа тема. Германија со Полска, Германија со Австрија и така натаму. Неговата идеја за проширување на историската комисија не е прифатлива за владеачката ВМРО ДПМН и смета дека ова прашање треба да се остави да го решава науката, а не политиката. Од лидерот на опозицијата добиваме порака во која што не само што ќе ја прошириме агонијата со историските комисии, туку ќе ги надградиме со уште нови, идеи кои што се ставаат на маса без да се видат сите консеквенции, а на тој начин го рушат дигнитетот на македонската наука и на македонските научници и истражувачи. Идеите од македонска страна треба да се презентираат на средба на самитот на НАТО во Хаг кон крајот на јуни, каде Силјановска очекува да се сретне со својот бугарски колега Румен Радев. На средбата би присуствувале и челниците на ЕУ, како и представници на НАТО и САД.